За случајот во кој мајка и дете се фрле од тераса во Скопски Карпош. За наведување на самоубиство и уште неколку дела поврзани со семејно насилство на обвинителната клупа е Стојанче Јовановски, а во судот и денеска е Тамара Дичовска. И имаме во живо во овие вести. Тамара, кои се новите информации од денешното рочиште? Денеска во судот има повеќе сведоци кои што сведочат за насилството на обвинетиот Јовановски кон сега веќе неговата почината сопруга Ивана. Денеска сведочеше суседка во зградата во која што живеело семејството Јовановски заедно со нивното дете, која што кажа дека континуирано низ годините се слушало викање, тепање како извици за помош од нивното дете Катја, дури овие извици биле по полнок дека татко и ќе убие мајка. И денеска сведочеше за непостапувањето на полицијата, односно дека повеќе пати било викано полиција, меѓутоа во два наврати дошле полицајци од полициската станица Карпош. Првиот пат инспекторот само се обидел да стропнал на една врата, меѓутоа кога не го нашол насилникот, се заминал, додека пак вториот пат полицајец се обидел во три стана да најде од каде доаѓа викањето и тепањето, но кога не успеале да најдат од кој стан доаѓа бучавата, тој нервозен и се обратил на соседката и се заканил дека доколку следен пат пријави, кривично ќе гони за лажно пријавување. Денеска сведочеше и наставничка во училиштето каде што учело детето на обвинетиот Јовановски и починатата Ивана, која кажа дека од самиот старт во училиштето знаело дека во семејството има семејно насилство. Тоа го кажала мајката на починатата Ивана уште на првата родителска, кога детето почнало како прваче, дека мајката не можела да присуствува на родителската, била во лоша состојба бидејќи нејзиниот сопруг ја тепал и во семејството имало насилство. Нивното дете Катја преку игра заедно со низините врсници, учениците демонстрирала како татко и ја тепа мајка. Училиштето се обратило до училишниот психолог кој што ја повикал Ивана, разговарале и посочиле каде да се обрати за семејно насилство. Сведочењето денеска рочиштето продолжува и со сведоштва на братот на починатата Ивана. Ја остануваме тука, ќе го проследиме. Па целосниот извештај и деталите ќе ги имаме во вестите во 16 часот. Да, Тамара, ти благодарам за сите овие информации. Остануваш во судот, те очекуваме и во попладневното информативно